Почитувани граѓани, владата им подготвува историска измама на пензионерите со последната одлука за линеарно зголемување на пензиите за 1000 денари. Пензионерите ќе бидат два пати оштетени со оваа одлука. Со овој грабеж, еднаш во септември и еднаш во март следната година. Денес ќе изложиме целосната пресметка и фактите за македонските пензионери да разберат за каква манипулација се работи. Според сегашниот закон, кој го донесе Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, пензиите се усогласуваат два пати годишно во март и септември врз основа на растот на платите и трошоците на живот. Ако владата не го менуваше законот и се водеше по усогласувањето, пензиите во септември ќе се зголемеа за околу 5%. Што значи тоа? За пензија од 20.000 денари, зголемувањето ќе беше 1000 денари, исто како што сега е со линеарното зголемување. Но за пензија од 25.000 денари, пензионерите би добиле 1250 денари, а со новото решение добиваат помалку, само 1000 денари. За пензија од 30.000 денари, наместо 1500 денари, добиваат помалку. За пензија од 40.000 денари, наместо 2000 денари, повторно добиваат двојно помалку, само 1000 денари. И така редоследно, секој пензионер губи од пензијата. Според нашите точни пресметки, огромни 92,5% од пензионерите, односно над 318.000 пензионери, се оштетени со оваа линеарно зголемување и ќе земат помалку од тоа што им следува по закон. Само 7,5% од вкупниот број на пензионери ќе добијат нешто и тоа помалку од заслуженото. Дополнително, следното усогласување во март 2026 година ќе се пресметува на помала основица, што значи дека и понатаму пензионерите ќе добиваат помалку од заслуженото. Со ова решение владата практично ги излажа и им ускрати од пензиите на пензионерите два пати. Покрај тоа што пензионерите се оштетени, со оваа одлука се крши принципот на правичност, секој да добива според својот придонес и се испраќа порака дека вложувањето во пензијскиот систем нема смисла, што го загрозува фондот и идните пензии. Анализата исто така покажува дека денес не еден пензионер има само 1,6 работници, најлош со однос до сега, а дефицитот, односно дупката во фондот е 47,8%, со тенденција да расте. Наместо владата да го стабилизира системот и да поттикне повеќе вработувања, таа со популистички и манипулативни потези го уништува. Не само што го уништува системот, туку објективно ги краде пензионерите. Почитувани пензионери, со овој предлог закон, владата ви ги крати заслужените пензии, ве излажа два пати и го подкопува целиот систем на кој се темели вашата безбедност. Бараме владата веднаш да го повлече овој предлог и да им ги врати на пензионерите парите што им следуваат правично и согласно закон. Благодарам.